Здраво на сите! Ви благодарам што сте повторно на мојот канал и се надевам дека овој пат ова видео ќе се свати вистински поентата која што сакам да ја пренесам. Поминаа 7 дена и искрен да бидам, ги читав сите коментари, анализирав цела ситуација и пред да започнеме за се она што сакам да зборувам денеска, би сакал јавно да се извинам на сите кои што го гледавте тоа видео. Јас сум човек кој што секогаш ги анализира работите и не сум тој тип на човек кој што ќе каже ај ми е гајле што пишуваат, како и да е, ќе помине за 3 дена. Јас сум човек кој што сака да се подобрува и кога има добронамерна критика, сакам таа да ме научи нешто во ситуацијава. И јас, го гледав неколку пати видеото со Тале и верувајте дека во моментот кога бев таму и откако го гледав на камера, воопшто не се чувствував исто. Сакам да кажам дека моето однесување беше недолично, крајно непрофесионално или со еден збор катастрофа. Затоа сметам дека треба и да му се извинам за однесувањето на Тале и на сите вас кои што го гледавте тоа видео, иако реков дека ќе бидам објективен. Сега мислам дека треба да кажам дека можеби треба да ми се разберат годините, неискуството, едноставно дозволив да ме понесе личната емоција и чувството, да го совладее професионализмот. Затоа поминаа 7 дена откако го објавив тоа видео, иако веќе истиот ден добив информации за денешната приказна, не сакав да избрзам, сакав со ладна глава да го сработам ова, за да нема никакви шпекулации, за да нема никакви работи кои што би биле неточни. И се потрудив во изминативе 5-6 дена да си го докажам тоа што денеска вие ќе го чуете. Само ќе кажам дека пред да го чуете сакам да се обратам и за темата со срце на дланка. Тие после неколку дена се обратија, дадоа некоја изјава, ќе ја прочитаме. Меѓутоа сакам пред да ја прочитаме да кажам дека поентава на ова што го праваме дефинитивно да се заштитат луѓето кои што донираат, бидејќи во вакви ситуации кога луѓе донираат пари, а потоа дознаваат дека има сериозни измами, веќе не донираат. Затоа многу од вас кои што ќе пишат Стефан престани да го правиш ова, демек заради тебе луѓе нема веќе да донираат, ќе се плашат. Па сметам дека токму поради тоа што го правам и кога ќе го чуете тоа што ќе го чуете денеска, веќе ќе внимавате на кого донирате, преку тоа ќе има поголема одговорност. И на таков начин тие што ќе бараат донации веќе нема да лажат на камера, ќе им биде страв вака јавно да бидат објавени денеска. А во ситуацијава најмногу ќе ми значи доколку вистински ја сватат пораката новинарите од срце на дланка. Многу е лошо што во нивното соопштение тие објавија дека станува збор за некакви провокации. Во ниеден случај овие моменти не смееме да си ги направиме дека ние сме битната улога и дека Стефан е против срце на дланка. Не, во ситуацијава мора да се свати поентата дека кога човек сака да биде хуман, односно кога повикува на јавен апел, кога луѓе донираат пари, има сериозна одговорност и приказните мора да ги истражи. Вие денеска и за неколку дена ќе чуете уште една приказна, која што е исто така многу лоша за да се чуе. И работата е што во овие неколку дена слушнав преку 20 приказни од срце на дланка кои што се измами. Јас не можам ниту да тврдам, ниту да кажам нешто дека срце на дланка прави. Меѓутоа, како новинари, вие морате да истражувате и да дознаете некоја работа. Уште една работа сакам да кажам. Многу од вас кажавте дека јас сум профитер. Вака сакам да ве прашам. Моето размислување за срце на дланка е вакво. Тие имаат оставено број на кој што вие можете да се обратите, да им се јавите и да повикате да ви дојдат дома, нели? И сметам дека бидејќи живееме во Македонија, многу сиромашна земја, има многу луѓе на кои што и реално им е потребна помош и доколку би ја кажале вистината ќе им се даде, меѓутоа смислуваат некоја сосема поинаква приказни. Во ситуацијава новинарите од срце на дланка одат кај нив дома, ја снимаат емисијата и потоа не ја проверуваат, бидејќи ако ја проверат, ризикуваат дека токму таа приказна ќе биде лоша и во тој случај тие нема да може да објават таа приказна. Што се случува тогаш? Биле до таму, запалиле кола, упалиле камера, посветиле време и во тој момент би изгубиле емисија. Тука доаѓа моментот кој е профитер, а кој не е. Доколку не си профитер и го правиш тоа од срце, тогаш ќе провериш, ќе почекаш неколку дена и ќе го објавиш само кој е точно. За приказната денеска е срамота и очајно што не провериле, бидејќи кога ќе слушнете ќе прокоментираме. Не само што како новинари би дознале се за 5 минути, туку секој нормален човек што ќе ја слушне приказната би се посомневал, а тој сомнеш ќе ги побуди да проверат. Сега, пред да го пуштиме се она што го истражував
и да искоментираме следната приказна, би сакал да искоментирам нивната изјава која што е на Facebook, нема да ја прочитам цела, значи пола дел го нема, можете да ја прочитате кај нив на Фейсбукот, да не биде дека сега јас вадам нешто од контекст. Велат, почитувани, овие неколку дена не реагиравме на провокациите кои беа упатени кон емисијата и последниот случај кој беше емитуван. Нашиот став позади кој стоиме ќе продолжиме на ист начин со хуманоста со проектот Срце на дланка. Во ситуацијава пак ќе кажам, е многу лошо што вие сметате дека ова е провокација. Вас никој не ве провоцира, вас ви докажува некој дека имате проблем, дека работите на погрешен начин и во таа ситуација донесувате луѓе до заблуда, ги манипулирате и преку таа манипулација тие донираат пари. Во ситуацијава се измамени и во ситуацијата за Сотале, и во денешната ситуација, и во уште едната ситуација која што ќе објавам за неколку дена. Иако веќе видов дека и телевизија од Штип во месец јуни има направено сторија за вас, вие за тоа немате реагирано и многу луѓе јас знам од своји извори дека ве информирале, а вие не сте превземале ништо. Продолжуваме. Ставот на емисијата бил и ќе биде дека секој граѓанин кој се чувствува лошо и загрозено има право да се пријави во нашата емисија и да побара да му се помогне. И ние ќе сториме се што е во наша моќ да им помогнеме на оние кои најмногу и навистина им треба голема помош, малку надеж и многу љубов од сите нас. Така треба. Се слагам. Треба да одите, треба да видите и доколку е вистина приказната, да ја споделите. Се разбира дека сметаме дека донациите треба да се искористат рационално и наменски, а луѓето кои се дел од емисијата да започнат подобар живот. Ако сметате дека треба рационално и наменски, тогаш морате да истражите и да видите дали приказната е вистинска. Доколку приказната не е вистинска, тие донации нема да се искористат рационално и нема да отидат на вистинското место. И токму ќе страдат луѓето кои што имаат вистински проблем и во случајов нема да ги добијат тие пари. Впрочем, и постојано објавуваме успешно завршени приказни за дарителите да знаат дека правилно и на вистинско место ги вложиле своите средства. Никој не вели дека вие немате успешни приказни. И е многу лошо за мене што ја стргнавте нели емисијата на Талија, во истиот ден споделивте емисија од успешни приказни. За мене тоа е манипулација. Никој тука не збори дека вие немате успешни приказни. Јас тука зборувам за моментот дека не истражувате. Донациите што се донирани досега не биле злоупотребени. Во повеќе од 90% луѓето имаат поубав живот. Направиле куќа, реновирале дом, добиле стан, ги собрале потребните средства за лекување, платени им се сметките за струја и долговите. Живеат подостоинствено. Нашиот став е дека секој има право на нормален живот и тој став на емисијата нема да го менуваме. Бидејќи едноставно за нас сите луѓе се исти. Ниту сме правеле, ниту ќе правиме поделба и дискриминација на луѓето по ниту еден услов. Особено не за она што тие луѓе некогаш биле и поради која причина биле такви во минатото. Видете вака. Никој тука не прави дискриминација. Токму на Тале му реков дека доколку си ја каже вистината, ние гледаме дека лошо живее, ние гледаме дека на тие деца им е потребна помош. Меѓутоа, ако лажеш и на грб на своите деца сакаш да добиеш нешто, тука е проблемот. А вие како новинари морате тоа да го истражите и да знаете дека тоа е така. И е многу лошо што во текстов манипулирате и верите дека тука некој дискриминира. Не е точно, туку некој тука сака да ви ги отвори очите за да почнете да си ја работите работата добро. Кај нас и за нас сите се исти и секој има право да се покаи и да побара помош и да го стави своето срце на длан. Тука ќе најде на хуманост, љубов и несебична помош на сите искрени, честни, добри и хумани луѓе, бидејќи никој од нас не е осамен остров сред океан и не сме да биде со почит редакцијата на Срце на дланка. Крајно, што би кажал, едноставно е прво лошо што не се обративте конкретно за ситуацијата и да дадете објаснување дали сите мои тврдења се точни или не се како новинари. Тука едноставно се одлучивте да се обратите на јавноста со некаква емотивна објава која што реално некој ќе си каже леле во право се. Тука завршувам за се што се случи изминативе 7 дена. Сега сакам да ви ја представам новата приказна, која што е многу пострашна од оваа приказна и сметам дека овој пат институциите ќе мора да се вклучат и да истражат цела оваа работа. Почнуваме. Во приказната која емитуваа во Срце на дланка се појавува Цене Маџуни. Цене Маџуни е жена која живее во населба Точила Прилеп. На својата 15-та година одлучува да стапи во брак, а во емисијата го нема името на таткото. Според нејзините зборови во емисијата, таа е ќерка единка во семејството кое животот го минува во социјалниот стан од 20 метри квадратни. Цене од неуспешниот брак раѓа 2 сина,
Во емисијата вели дека има два сина кои се викаат Емил и Далибор. Емил има 13 години, а за Далибор не ни открива колку години има, освен дека е воено лице. Во емисијата се вели дека тој веќе со месеци поради излив на крв во мозокот е во несвесна состојба и е во болница во Хрватска. Инаку живеат со незината неподвижна мајка која се вика Драгица Чортановска. Живеат со пензијата на бабата која е 12.000, а во месецот им остануваат само 2000 денари. Веднаш на почетокот на емисијата вели дека некогаш остануваат гладни и заспиваат со празен стомак. Уште потешко им е бидејќи плаќаат кирија. Проблем им се долговите према извршителите. Во емисијата се кажува дека Цене има 50 години. Потоа Цене вели дека во станот каде што се снима живее од дете и е стан на мајка ѝ, а на почетокот на емисијата се вели дека плаќаат кирија. Мажот на Цене ја напушта кога се раѓа Емил, односно пред 13 години. Незиното објаснување е дека е скитник и одел по жени. Од тогаш таа живее со мајка ѝ. За Далибор вели дека пред да се разболи работел, потокму таму каде што работел се разболел од ковид. Таа му рекла да оди во болница, а таа не можела да оди со него, бидејќи нема средства. Веднаш после тоа добил крварење во мозокот. Таа не кажува каде работел. Кажува дека потоа го зеле да му прават операција во Хрватска. Исто така и Емил имал срцеви проблеми. Мајката Драгица вели дека посакува само да оздрави Далибор, а го нема видено повеќе од 3 години. Емисијата завршува со тоа што Емил посакува да се слушне повторно со неговиот брат. Не сакав да објавувам никакви снимки од емисијата која што е емитувана на Срце на дланка, за да не биде после дека јас сум користел друг материјал, во овој случај во другата емисија ќе морам. А сега би сакал да ви ја кажам како е вистинската приказна. Она што го работев изминативе 7 дена, сите информации кои што ќе ви ги кажам сега се проверени и моите извори тоа ми го потврдија. Цене Маџуни е жена која што е родена во Прилеп, родена 1977 година. Според приказната која што ја кажува во Срце на дланка, таа се омажила на 15 години, таткото не го кажува. Таткото се вика Фират Маџуни или со прекар Нуни. Но најголемиот проблем во оваа приказна е што таа вели дека има два сина кои што се вика Далибор и Емил. Таа во емисијата не кажува колку години има Далибор. Она што сакам сега да ви го кажам е 100% сигурно и тоа таа не го кажува во емисијата. Првиот брак на Цене Маџуни е со Сашо Чортановски. Велам Чортановски, затоа што тоа презиме е на Драгица Чортановска, односно незината мајка. Во тој момент и Цене е Чортановска. Таа од тој брак ја има својата ќерка која што нема да ја именувам и е родена во 1997 година. Тоа е првото дете на Цене Маџуни, а тоа се докажува дека таа ја раѓа на 20 години, моментално незината ќерка има 25 години. Со тоа се докажува дека таа нема брак на 15 години со Фират Маџуни. Потоа таа е со Сашо во брак некаде до 2007-2008 година во која што се разведува, а човекот пред 5 години починува. Тогаш се запознава со Фират Маџуни и со него го добива синот Емил. Но најголем проблем во оваа приказна е синот Далибор. Во самата емисија се вели дека Далибор е воено лице, моментално се лечи во Хрватска. Верувајте ми дека секаде проверив, многу луѓе им се јавив, на секаде истражив и ниту еден човек Далибор не го познава. Таа вели дека Далибор е првото незино дете заедно со Фират и е многу повозрасно од Емил. По ситуација како што кажав, таа за не кажува. Откако ги дознав сите овие информации, јас сум стварно запрепастен заради тоа што во ситуацијава луѓе се во заблуда и донираат за дечко кој што не постои. Меѓутоа, искрен да бидам, не сакав да верувам и покрај се што ќе видите сега во продолжение, некако се уште не ми се верува, бидејќи мене ми е стварно оваа ситуација ненормална, не знам што да кажам. А во емисијата исто така Цене вели дека има 50 години, со тоа што е родена во 77, таа има 45 години. Се ова не можев да поверувам, едноставно ми беше тешко како што кажав. Одлучив да се јавам на Цене Маџуни и мислев дека ќе ме одбие за изјава, но жената прифати, ние отидовме во Прилеп и земавме изјава. Би сакал сега да погледнете како поминавме, па потоа да ги прокоментираме сите овие мои тврдења. Се наоѓаме моментално во Прилеп, кај Цене Маџуни, која што живее со незината мајка и незиното
Синче, Цене, добар ви ден. Фала ви што не поминавте што Ништо нема проблем. ќе одвоите малку време си направиме муавет. Ја видовме историјата на Срце на Дланка, не трогна сите, видовме дека ви донираат. Како сте денева, што се случува? Се оправивте ли малку? Ви помогна? Малце ще ни помогна народу, се поправив, ама то не е то. Во комуникација ли сте со Срце на Дланка? Да, се уверче. Се слушат? Се слушаме понекогаш многу поредко. Ами, Кажете ми за вас малку, како што можешме да видиме, имате 2 сина. Можете ли малку да ни кажете, видовме на 15 години дека сте... Само може да на 15 години. Никој никого не го знаеш, од после како ќе излези каков е шо е. Сега сам еден скитник и по други силови. Како се вика? Нуни. Како? Нуни. Нуни? И преко имаше 12 години, ме напушти. Јас си дојдов, немаше каде фактички. Имав и татко ми пред 20 години почина да беше тој ми беше како криво, како подкрепа. Понекогаш беше, немаше на ваков случај да дојдам, на ваква дистанца да дојдам, на вакво дно да дојдам. Ама кога почина татко ми, се случи ова. Едното ми е со срцето болно, другото има мозочно крварење, работеше МВР брза единица, разпределение за брза единица, Далибор, Во МВР работел каде? во Скопје. Во Скопје? Да. Од тука завршивме на болница. Во Скопје го несоа само 2% се изваде крварењето со инекции, а потоа другото 50% остана и можеше да појде во Хрватска, авионски. За во Хрватска покриташ околу фондо нешто. Кој фонд? Да го однеса. Фондо за социјално Аха. во Скопје. Колку години има Далибор? 36. 36 години. Кажете ми, моментално во Хрватска, можеме ли да им кажеме на гледачите во која болница да видиме, да покренеме некоја иницијатива таму? И јас точно не знам каде што приближи. Немам ни пари, не сум ни пошла. Са тоа не е прашно. знам. Да. А кажете ми каде заврши училиште во Прилеп? Малку околу вашиот син, кој што е болен. Далибор? Тој. Да. Заврши тој средно Каде? во Скопје исто. Тој на 18 Во години. во која е средно? А средно заврши за полиција, Безбедност. безбедност. Така. Кажете ми, се слушате ли со неј? Сигурно е во... Не, сега е во кома. Моментално е во кома? Да, само онака се доктору, ќе се слушам, ќе ми каже нешто, така површно. Кажете ми, ова се, мислам, имате само 2 деца од бракот со Нуни? 2 деца, Емил. Емил колку години има? 13 години, тој исто така боледува од срце. Што му е? Некој смо прескокнува, некој имаме дишење и стегање јако во градите. Кажете ми, денојаве, што се донесе за него, гледаме компјутер, што ви е потребно, може да Некоја кажете? женичка фала и само ми се јави на телефон, ми рече појдете во фирмата, вака и вака, земете си во компјутеров, во платив компјутер и геймерска столица. Благодарам, реков, многу сум благодарна, нормално сум благодарна на народу, што доке негде дојде детево, барем на некоја дистанца, за толку многу да не размислува, да има нешто што да си игра, што нешто мазоко да му појде негде, да не мисли Да, толку на брат му, затоа што и тоа се поболе по брат му. Се разболе и со нервите, и побетав со срцето, не знам што направам. Една мајка ми фатера, и се руна коските, туберкулоза и во коските. Немам ваму средства со што да помогнам. Не може со едно питање ти да помогнеш, да земиш нешто, да снемиш, да и даеш да се напие и... Видиш, Што живее? он ништо, до сега живеев само хеп да ми донира со каша. Не се живее со каша. Не се топлини, но никакво онде, ќе ми го покажам. Кој барич. Не се На тоа се- топлина, него на грејење, на паре, а? И тоа се топлите. То.
А колку имате пензија од бабата? Да, 12, ама и запира роцарите за станов, Извршители? извршители, да. Исто така за струјата, за станов по 2,5, за струјата 2200. И таката нешто ваму таму што треба да изимиш некој лек. И Како од се тие 2000 презиваше? денари... Драгица се викавте, така? Да. Од тие пари само 2000 денари. Со 2000 денари јас што чекам. Немам ни да јадам, немам ни лек да ја купам, ни ништо. Дојди момче. Моцеви грицка, малечка, му растат запчињата. Кажете ми како се презиваше бабата, бидејќи нели нејзина трансакцијски имате ставено? Да, Чортановска Чортановска. Драгица. Да. Вас ви е презимето Маџуниот, предпоставувам сопругот. Да, да. Од сопругот. Ние сме остаени, ама не официјално разведени. Кога се разведот? 13 години, ова е 13 година, кога се роди детето. Се кога се родите, тоа ве остави Да, да бидете сами. да. А Григоровиче беше нормално повозрастно. Знаеше сета ситуација и затоа заминава скопје. И избега детето. Он не го. Ама, да дај Боже 12 чуни да го удна. Да види како е и тој. Да ме остави мене и две деца. Каков однос имаше Далибор со татко му? Немаше добар однос, привиди што беше повозрастен, знаеше се како ме третира се. Нема добар однос. Нема. Само дали ме колку можеше да ме бранеше, бе, тоа беше дете. Колку може да ме брани, фактички да не го брани ни тогаш, и малце поголемко. Сега да ја прашам, кој е Сашо Чортановски? Пак првиот брак, соле го има вчерка. Таа керка ни ме сака, па ни сакам ни јас да ја видам. Откој се омажи таму, Имате и ќерка? имав. Ама сега ја немам, фактички за мене е мртва. А Сашо од првиот брак на колку години? Имав негде 40. Таа е веќе колку Далибор, да не речем скоро. А колку бевте во брак пред првиот брак? Колку години бевте? 2, толку. 2 години, потоа се запознавате со Нуни, се раѓа Далибор па Емил, така? Да. Која година е роден Далибор? Далибор, нема те знам се точно која година, веќе име не ми е умотен. Тешко ви е. 36 години, Верувам дека ви е. не знам. Дека ви е тешко и вас. Кажете ми што ви треба да ви се помогне, нешто да кажете на камера Шо, моментално. би можело Ушто ова да ја прашам, живеете под кирија или социјален стан? под кирија. Под кирија живеете. Под кирија. Како? Качира, бајко, сати да го рачу. Така. Што ви треба? На него ми треба барем еден фрижидер, але го не работи фрижидерот, Кажете. не работи телевизорот. Ништо, работи. И ова ми го даде се штарко. Ама му, али сепак треба на кој шпоре цурилно да напиш нешто. Јас видов Емил дека ја снима за YouTube. Нешто си снимил видео, пошто јас снимам за YouTube. Да. Како успеваше да ги снимиш видеата? Како успеваше? На телефон? На телефон. Си ги монтираше сам? Да. Браво. Ќе продолжиш ли со тоа? Ќе продолжиш ли да снимаш? Беше продолжи. Тешко, а? Тешко е на YouTube да снимаш, не викам не. Ништо, ви посакувам многу среќа. Благодарам. Ќе објавим и ние се надевам дека гледачите ќе сватат вашата мака и ќе ги решиме сите. Благодарна на вас. Ви благодарам и вас. Мајко, дайте до станче да Како? направи станче да кеди. Ви треба станче? Направи. На први, Направи. Не може. за да можете да се качувате дома. 12, не може. Не излазат до тераса. 12 години су затворени дома. А има и народ, вака што ми дава пари, што ќе ми спрата. Ви праќате пари? Да, некој ми дава вораце. И јас на весер унио родам и ги испречам како За Далибор. за да. Можете ли да ми дадете видови слики имате од Далибор па да објавиме и ние?
Слика моментално сито си зеде тој, али имаме на слика дека кога правев коментар да се балија за него. Што правевте? Коментар. Па немате слика од Далибор? Не, сите си ги зеде, ама имам. Овде на... Аро, чето е. Ого. Тој го носи, ово беше женет, остаje, ама пак од жена му го Зелено носи. лице дека сте... Да, да, да. А би во војска не, во МВР. Мама, Ја не кажам се некогаш да многу. Ова е неговата слика? да, тој е. Немате тој ниту една Далибор. друга боја штетена малку. Не. Да објавиме за да сте. Нема. Добро. Цене, фала ви многу што одвоивте време и ви посакувам многу среќа. Се надам дека се Благодарам. среќа. Ја мислам некогаш да се болница. Не може, имамо телефоновите вратно. Па некој е Не на сме. болница. Немате ли контакт со него? Не, еве го телефонот него ќе вратно се. Не може и ни да зборува тој, не сме. Не сме дека е на боци. Не, болница ти родители не Чекайте, а како би се чуле со него ако се разбуди од кома, ќе ви информираат? Преку доктор. Преку докторот. Имате контакт со докторот? Знаете како се вика? Имам контакт, не сум го ни прашала како се. Не сте го прашали? Не, Не знам да имаме телефон. Господине. Така комуницирате. Добро. Не плачи, мамо, чонста. Тебе ти е полесно со компјутерот сега? Да. Сигурно. Нема, А ама вие колку години? толку знае да ги 47. Да, го погледнавте сега, би сакал се издвоив неколку реченици незини. Ете, сметам дека во овој случај професионално ја изработив оваа работа и дозволив да си каже се. Еве, ќе се задржиме за некои незини тези, меѓутоа би сакал сега јас да ги прокоментирам, нели? Таа потврдува дека на 15 години стапува во брак со Нуни. Но потоа ни кажува дека првиот брак и е со Сашо, првиот брак и трае 2 години и почна на 14, тоа би значило дека е до 16. Меѓутоа таа кажува дека на 15 години започнува со Нуни, што едно со друго не оди. Далибор работел во МВР, брза единица, а на листот пишува воено лице. Мислам дека сите знаете дека воено лице би значило во армијата на Република Македонија. Вели за Далибор дека има 36 години, односно, нели, го раѓа на 15, фактички според незината приказна. И доколку е точно, таа во ова интервју со мене вели дека има 47 години, иако во Срце на дланка интервјуто вели дека има 50. Според незиното тврдење, таа тогаш би го родила Далибор на 11 години. Така. Иако моите информации се дека таа има моментално 45 години, па според незините тврдења дека Далибор има 36, таа би го родила на 9 години. Вели дека завршил средно училиште во Скопје, а на 18 години оди да се школува во Скопје, што исто така е контрадикторно. Сега би сакал да искоментираме за тоа што вели дека се оставени со Нуни, но не се официјално разведени. Моите информации се дека се уште се заедно на папир, тој таа го кажува, меѓутоа и моите информации се дека и се уште живеат на иста адреса. Вели дека имала 14 години кога била во првиот брак со Сашо и тогаш се родила ќерката. Потоа кажува дека ќерката е на исто годиште со Далибор. Мислам, мене ми нема веќе логика никаква момент од 14 до 16 со Саша, од 15 со Нуни и дека се родил тогаш Далибор, меѓутоа еве да е така. Да кажеме дека е така. Тогаш Далибор нели вели дека има 36 години, во тој случај ако се родиле една година плюс минус, тогаш ќерката би имала 37 или 36 години. Одговорно тврдам дека ќерката има 25 години. Така да никаква логика нема во незиниот муабет. Уште поголем сомне што мене ми створи во све ова е што јас побарав нели слика, било каква слика од Далибор. Таа немаше со образложение дека Далибор моментално е во болница, сите слики се кај него. Сметам дека било која мајка на светов, барем една фотографија од своето чедо има дома, што е стварно сомнително. И на крајот на емисијата вели дека има 47 години, а во емисијата на Срце на дланка има 50. Иако јас ви кажав дека таа има 45 години. Се ова ми беше повторно некако све чудно. Си викам, Стефан,
Дај да не направиш некоја глупост, значи како е возможно човекот да не постои некој да се дрзне да прави хуманитарна акција за човек кој што не постои. Моите информации велат дека од сограѓаните во Прилеп велат дека станува збор за доста проблематично семејство, меѓутоа ете тоа само ќе го споделам со вас како информација. Сега, изминативе неколку дена трагајќи, забележав на едно хуманитарно здружение на Facebook како има објавена фотографија од Далибор, на која што повикува да се донира и велат тој е наш сограѓанин. Па ми беше, нели, според све ова што го кажа до сега Цене, јас излегов од кај незе дома и си викам, ајде и покрај тоа што ништо со ништо нема логика, да се јавам кај луѓето, можеби тие го познаваат Далибор, па можеби жената едноставно ги промашува годините. Се јавив на претседателот кој што се вика Горан и ја добивме оваа изјава. Ало, Ало, Горан? да, Добар ден, вие сте председател на Сдруженијето Избрани од Бога Прилеп? да. Разговоров се снима, да знаете, на телефон е Стефан Лазаров, би сакал една кратка изјава, 2 збора да ве прашам нешто, дали може такво нешто да се случи? Може. Видовме случајов за Цене Маџуни, сега што имате објавено, сте помогнале. Имате објавено и слика на вашиот профил од Далибор. Имате пишано дека е сограѓанин, нели, во Прилеп. Па ме интересира дали го имате запознаено некогаш? Детето? Далибор. Неговино? Далибор, кој што моментално се лечи во Хрватска. Не, тоа дете не. А Тоа ни кажа мајка му и брат му ни кажа за тоа дете, јас лично не го познавам. сте чуле дека постои тоа дете? Ами, се некој комши што ни кажа постоело, вика така сега. Ако е што јас лично не го. А сликата кој ви ја даде? Сликата мајка му мислам. Мајка му. Така. Во ред, господине, фала ви. Ние сакавме, значи, да му помогнеме на тоа семејство тука, сега таму, зашто бев лично јас ден пред да донираме таму храна и Така. тоа што го тесовме, бев лично ми падна грев за детенцето. Побаравте ли нешто ме интересира од него? Не знам, документи дека бил во болница, дека нешто. Ние побаравме да му помогнеме преку нашето здружение, значи да објавиме донација на нивна сметка. За сметка дава, ама документација вика дека нема ништо, не зна ни кај се наоѓа. Така, добро. И сега ние прекинуваме заради злоупотреба на некои такви работи, али за храна нема проблем. Јас лично сум тако све како треба и пак ќе однесам во тешка состојба се. Добро, Горан, фала ви многу. Фала ви Нема многу. проблем. Убав ден, чао. Се чувме со Горан и после јавувањето кое што вие го видовте во овој момент. Човекот ми објасни дека тоа здружение е формирано пред неколку месеци, е многу жал што се наоѓа сега оваква ситуација и би сакал јавно да кажам и да му се извинам што го стави во оваква ситуација, да кажам дека јас лично ни во еден момент не им зимам за зло, едноставно сметам дека токму и тие се измамени во оваа ситуација, меѓутоа ми беше многу битно да чујам дали го познаваат Далибор, бидејќи ако го познаваат Далибор, тогаш сите овие тврдења некако пропаѓаат. Поразговаравме со него, тој сепак ми кажа дека никој му нема ништо спомнато за Далибор и едноставно тоа го направиле од хумано, сакале да помогнат и јас тоа потполно го разбирам и многу од вас токму тоа го правите. Затоа и го снимам ова видео, бидејќи многу од вас сигурно се измамени. Секако дека сега сакам да го кажам следното. Јас на продуцентот на Дланка на срце, кој што се вика Дејан Милошевски, и Оливера, која што е водителката, им пишав на нивниот Facebook профил, ева едната слика, ева другата слика, помина неколку дена и немам одговор. Меѓутоа, не сакав тука да застанам и кога све ова го дознав, едноставно сакав да добијам одговор од Оливера дали кога таа ги дознала овие работи, кои што во самата емисија погледнете на Срце на Дланка, веднаш се чувствува нешто дека не е во ред. Дали ги истражила? Толку сакав да проверам. Бидејќи доколку се докаже во институциите на суд, а верувам дека ќе оди натаму овој случај, дека овој син не е жив, односно не постои. Има злоупотреба на униформа, злоупотреба на идентитет, злоупотреба на граѓани, односно манипулација за донации при човек кој што не е жив. Вакво нешто да се дозволи да се емитува на национална телевизија, не знам што да кажам. Ме разбирате? А во ситуацијава, единствено што е потребно да направи Оливера е да излезе од таму како новинар, да прати барање до МВР, до армијата, каде што се вадат извод за матични, како и да се вика тоа за родени, и веднаш ќе ја добие информацијата дали Далибор е брат на Емил. Ме разбирате?
Едноставно е како новинар она тоа може тоа да го направи и да биде се транспарентно, меѓутоа во тој случај ризикува да нема емисија. Сега јас и се јавив и да видиме како пореди тоа. Ало? Ало, Оливера? да? На телефон Стефан Лазаров, разговорот се снима. Дали имаш време малку една изјава чисто да те прашам? Во ред, одлучи да не одговори ниту на телефон, јас си пишав и на Facebook, му пишав и на продуцентот на емисијата, не сака да дадат одговор. А сега доаѓа најинтересниот дел. Верувам дека во текот на цело ова видео се уште и вие сте во бунило и се прашувате кој е Далибор? Дали постои Далибор? Вака се прашував и јас изминативе 7 дена. И вчера, бидејќи се уште чувствував некаков си немир во себе и се уште не ми се веруваше дека човеков не постои, бидејќи сепак гледаме слика од него, ставив еден статус на кој што напишав на Facebook што би направиле вие ако донирате пари да знаете дека тој човек не постои. И точно знаев дека во тој момент Емил, бидејќи веќе ме следи на Facebook, веќе ме следи што правам, ќе има страв, ќе се исплаши и ќе ми пише. И тој ми пиша дека брат му постои. На кој што јас му се обратив и му пишав таму тогаш кажи ми презиме. Работата во оваа приказна и најголемиот проблем зошто до сега Далибор не излага е затоа што јас се трудев и го барав под презимето Маџуни. Тоа презиме би потврдило дека е син на Цене. Меѓутоа, единствена опција која што не би била лага во цела ова незина приказна е доколку нели тој се ожени, а го превземе презимето на жена му. Токму тоа ми го кажа Емил. Меѓутоа, и во тој момент си викам, леле Стефан, не си го право. И му пишувам, можеш ли да ми пратиш некој ваш разговор, кој што ќе докаже дека тоа што го тврдиш е точно. И тој ми праќа скриншот, еве го. А на овој скриншот точно можете да видите дека некој пишува од профилот на брат му, не знаеме кој е тој човек, и му честита празници, брат му честита празници на Емил. Погледнете датата. Датата вели 6 јануари. А во целата нивна приказна вела дека Далибор е во кома. Човек што е во кома не може да честита нова година. Тоа е пред 14 дена. Токму ова ми го створи целиот сомнеш. И дури фала му на Емил, доколку не ми пишеше ништо од следново што ќе ви го кажам, немаше да биде откриено. Единствено што е точно во целата оваа незина приказна дека така е, Далибор постои и има 36 години. Меѓутоа не е нејзин син. Станува збор за човек кој што живее во Скопје, во село Решани. Мајка му се вика Јованка, се презива Бубало, а татко му се вика Драган. Во 2019 година, според моите информации, неговата мајка починува од рак. Неговата мајка можете да ја видите на многу интервјуа, ќе видите дека имала голема мака и со телевизиите бара помош. Инаку Далибор е човек кој што има сериозно криминално досие. И единствено во целата оваа приказна се уште не можам да сватам или да докажам или моите извори не ми потврдуваат ниту знаат која е поврзаноста на Далибор и ова семејство. И дали ова е договорена измама, при тоа сите да мислиме дека е нејзин син, буквално човеков е персона нон грата, no name, не можеме да видиме кој е, и на таа приказна они да заработат пари и потоа да ги поделат. Реков дека има сериозно криминално досие. Би сакал неколку пресуди да ги прочитам, кои што се јавно достапни, и да кажам дека човекот и веќе има лежано затвор. Ова е профилот на Далибор на Facebook. Да започнеме од првата пресуда. Пресуда обвинетите. Далибор Бубало со МБГ, викан од татко мајка, тука не пишува мајка и тат. Роден на таа и таа година, моите информации се дека е 87, што се потврдува дека има околу 36 години, во Скопје, во Република Македонија, каде и живее, вработен во приватна фирма Неженет Верен. Државјанин на Република Македонија со завршено средно образование, војска служел во 2005 година во Б. Единствено можеби според оваа приказна па напишале воено лице, меѓутоа човек што служел војска не е воено лице. Воено лице е човек што работи во армијата, што учествувал во нивните активности. Осуден во 3 кривични постапки за кривично дело од член 236
на вкупна казна затвор во трајање од 4 години и 9 месеци, која казна е издржана. За кривични правни настани од 2005 година не се водат постапки за други кривични дела. Продолжуваме понатаму. Далибор Бубало, викан Фигаро, со МБГ од татко не пишува име мајка Јованка. Тука се потврдува моето тврдење дека неговата мајка Јованка. Роден на година која што не пишува во Скопје, а живее во СО, село Орешани, Скопско. Македонец, државјанин на Република Македонија со средно образование, гимназија, невработен, неженет. Цене каже дека има средно полициско. Тука се докажува дека има гимназија. Осудуван со пресуди на основен суд. 1 година условно за 3 години по член 236, 1 година и 4 месеци затвор по член 236, 3 месеци затвор по член 236, сега издржува казна затвор во КПУ Идризово, Скопје. Се водат постапки за други кривични дела. Продолжуваме понатаму. Ова е уште пострашно, бидејќи ова се само неколку од овие информации кои што потврдуваат дека има криминално досие. Доколку требаше да ги читам сите, верувајте ми дека ќе требаше 15 на минути, бидејќи човекот е осудуван многу пати. Основниот суд Скопје 1, Скопје, со обжалената пресуда ги огласил за виновни обвинетите ДБ, Далибор Бубало, од село Решани, се потврдува дека живее таму. Скопје и АД од село Таор, Скопје, за кривично дело разбойништво. Од кривичниот законник, па согласно тој член и одредбите од член 32, 33, 35, 39 и 100А од К3 ги осудил на казна затвор во трајање од 2 години. Во другите вакви докази можеме да прочитаме дека правил сериозни, односно тешки кражби, каде што крадел, роварел низ селото Орешани, има пресуди и во Охрид, низ цело Скопје, многу пати е и во затвор носен. Има одлежано казна. Меѓутоа не успеав никако да дознам никаква информација која е нивната поврзаност. И токму овој дел ќе го оставиме на МВР, на институциите да го бркат, бидејќи знам дека ќе се покрене постапка после ова видео. Уште една многу интересна информација би сакал да споделам. Според мои сознанија тој ја нема напуштено границата изминатиот период, односно не ја напуштил Македонија. Иако во пораките со Емил пишува некој од профилот на Далибор дека го поздравува, дека е во Хрватска, и овој момент што јас го тврдам секако дека ќе се истражува. Во оваа ситуација би сакал само за крај да се обратам дека мора да понесат одговорност од емисијата Срце на дланка. Во оваа ситуација ќе ви го кажам наједноставниот процес кој што требало да го направат тие. Да повараат било каков доказ од Цене дека постои нејзиниот син Далибор, доколку постои како се презива, и со самото негово презиме и име можат веднаш да истражат, односно новинарски да пратат допис до било која институција, и за 10 минути ќе ги добијат сите овие информации. Во овој случај, после се ова што го слушнавте во ова видео, многу луѓе се измамени и донирале пари за човек кој што не е син на Цене, не знаеме во каква релација се, не знаеме дали Цене моментално живее со нејзиниот сопруг Фират кој што законски се заедно. Меѓутоа овие информации, верувајте ми дека институциите дефинитивно ќе ги проверат. Јас точно знам во каков ризик влагам со ова видео, меѓутоа веќе не можев да издржам ова да не го чуете сите вие. И би сакал да ве советувам од сега понатаму многу повеќе да внимавате кога донирате, односно и вие кои што сакате да помогнете, односно и вие на кои што ви е потребна помош, да внимавате што зборувате. А сега би сакал како за крај да побарам објаснување од Срце на дланка, дали ова го знаеа, дали не го знаеа, дали го проверуваат цел овој случај, и очекувам нели било какво објаснување. Очекувам исто така и ваше мислење во коментари и се надевам дека на ваков начин спасивме многу луѓе кои што сакаат да донираат. Тука ја завршувам оваа приказна, за неколку дена ќе слушнете уште една. Верувајте дека се многу приказни. Меѓутоа јас нема да продолжам во овој правец и секако дека со вторава тука ќе застанам. Меѓутоа верувам дека ви дадов добар пример за да знаете и вие што и како понатаму. Фала ви за вниманието. Јас сум бист, кога и да паднам јас се враќам као бист. Први сме на рангот, нема да е ладно.